Просветителството представува свест за големите можности на луѓето во сознавањето и промена на светот, изградба и напредок на општо човечките сознанија. Оваа епоха се нарекува век на просветлување или философски век. Улогата на просветителството во Западна Европа беше ширење на основните нововековни идеи за слободниот дух, развивање свест и страст за доаѓање до објективни и високи сознанија за светот, општо градење на мислата и науката. Терминот просветител значеше исто што и храбар, критичен, доблесен научник и филозоф кој своите цели ги насочува кон исправни сознанија и тие сознанија ги споделува со луѓето. Томас Хобс, роден 1588, живел до 1679 година, учел дека во природна состојба човек на човека му е волк и се води војна на сите против сите. Според Хобс, состојбата на несредени односи може да се надмине кога луѓето ќе направат општествен договор со кој сите ќе си ги ограничат своите права, за да не ги повредуваат другите луѓе и да можат да ги реализираат своите интереси, а власта ќе ја предадат на суверен, владетел. Шарл Монтескје, роден 1689, живел до 1755 година, за природата на власта во модерната држава вели: власта, државата, треба да биде ориентирана како тројна власт: законодавна, извршна и судска. Секоја си има своји ингеренции и меѓусебна контрола. Франсуа Мари Аруе Волтер, роден 1694, живел до 1778 година, познат е по неговата критика на неправдите и одбрана на човечкото и праведното. Жан-Жак Русо, роден 1712, живел до 1778, го критикувал напредокот, вели дека прогресот на човештвото, науката, уметноста, техниката не доведува до вистински развиток, туку назадување на хуманите елементи кај луѓето. Русо во својот просветителски дух предлага враќање кон природата,